Значи, можем слободно да кажем дека после долга низа на години, за прв пат ќе излезе едно пообемно дело, историско, односно практично монографија, која што ќе ги синтетизира сите наоди од Цареви кули, поголемиот број на оние најбитните наоди, заедно со историските податоци, врз основ на еднодецениските истражувања, почнувајќи од 2004 година па до 2014 година. Се работи за една капитална монографија, која што е финансирана од Министерство за култура, ќе биде доста обемна, прикажан материјалот, речиси целосно, почнувајќи од првите иницијални слови на населување, од праисторијата, па до преку антиката, преку хеленистичкиот период, преку римскиот период, античкиот, средновековниот, доцна средновековниот или османлискиот период, па ќе заврши некаде до 44 година, кога на врвот на ридот била улогорена една германска единица. Практично со тоа завршуваме еден голем слој, едно големо капитално дело кој што ги синтетизира сите наоди. Така што добивме многу нови информации и веќе кон крајот на мај, почетокот на јуни месец некаде се надам дека ќе излезе од печат публикацијата и мислам дека на овој начин струмичани ќе добијат едно убаво четиво, интересно четиво кое што ќе ги запознае многу поблиску со историјата и на самиот град Струмица, затоа што Цареви кули го гледаме во стоп на Струмица и струмичко, значи и пошироко, така што мислам дека ова ќе биде една интересна содржина, малку поголема, ќе биде доста обемна, со доста илустрирана, со многу цртежи, многу фотографии на предметите, на објектите, на се што се е пронаоѓало таму. Даваме одредени реконструкции на тоа како изгледала тврдината, како изгледале населбите кои што биле таму. Така што мислам дека ќе се приближи на некој начин овој објект, заедно со другите активности. Вие сте автор на монографијата. Што на вас ви кажа ова? Вие бевте раководители на истражувањата таму кои што се случува изминативе десетина и повеќе години. Меѓутоа, едно е работата на терен, друго е веќе синтетизирањето на сите наоди во едно големо дело. Што вие разбравте? Еве како автор. Каква порака ќе ни пренесете? Која била Струмица од незините почетоци до денес, има ли континуитет на една цивилизација, на една култура која што? Ова е она што е најбитно, да знаеме дека на овие простори културата веќе трае повеќе од 6500 години. Значи, живееме во град кој што има култура, континуитет културен од 6500 години. Значи, пак ќе речам, Цареви кули е дел од Струмица. Цареви кули никако не може да се посматра на друг начин, освен како дел од Струмица. Што значи тоа? Сите оние цивилизации, сите оние култури кои што оставиле одредена трага се рефлектираат и ден денес. Тоа е најверојатно во нашите гени запишано, нели? Битно е дека успеавме да откриеме дело од тоа кои сме ние, што сме ние, каде припаѓаме, кој е нашето место и улога на Балканот, па и пошироко ако сакате во Европа и во светот. Битно е да знаеме дека имаме богато културно наследство. Имаме културно наследство кое што може да ни позавидат и многу побогати држави од нашето. Значи, имаме една богата култура која што треба да се однесуваме со респект. Знаете, тоа е најбитниот момент, дека ние, како делови од таа култура, како нешто што нам ни припаѓа, ние сме тие кои што треба тоа да го негуваат и на некој начин да го шират понатаму. Дека ние сме тие практично кои што треба да се грижиме за тоа. И уште една работа, значи Струмица не џабе опеана градот под царевите кули, нели? Тоа е онај најбитниот момент. Цареви кули даде многу нови податоци за градот. Даде многу нови податоци кои што се инкорпорирани во една поширок дел на Република Македонија, па и пошироко, знаете, овие граници кои што денес ги имаме, мораме да ги абстрахираме во текот на историите, на историските периоди. Сме биле во различни култури, сме биле во различни цивилизации, сме биле во различни држави кои што настанале на ова подрачје, настанувале, се губеле, меѓутоа народот опстанал, народот е на оваа позиција. И што е интересно, Струмица од секогаш била некако самостојна. Секогаш
имала некоја своја посебност во однос на другите делови на Балканот.